We will never surrender се големите зборови на големиот државник Винсент Черчил, или во превод на македонски никогаш нема да се предадеме. Кажани кога почнува бомбардирањето, бруталното бомбардирање на Лондон од страна на нацистичка Германија на почетокот на Првата светска војна. Мислам 1940 таму година. Прв пат бомбардиран. Не ме држете за збор. Тие зборови на Черчил во тоа време на паника, кога британците биле излажани и преплашени, затоа што претходно година дена Чемберлен, министрот за надворешни, им ветувал дека нема да има војна, дека Хитлер е ставен под контрола, дека има договор, дека нема никогаш, се паднало во вода, британците се преплашени, Хитлер ги бомбардира секојдневно, жртви, мртви, и ово излегува Черчил и ги каже овие судбоносни зборови кои што го креваат до плафон моралот на британците. We will never surrender. Сега, шо ми е муаветот? Не ми е муаветот сега за војни, за такви работи. Истиот тој Черчил, во време на бомбардирањето, кога бројката на мртви надминува негде преку 2000, кога Лондон очено чека помошта од Рузвелт, воената помош, влегува кај негово кабинет неговиот министер за надворешни или министер за одбрана, цел во паника. Влегува онака со карате внатре, му вика: ние се видовме неколку членови од воениот кабинет, нема помош уште од Рузвелт, мора да правиме оружје, мора да се зајакнеме, војската да ја зајакнеме, ова да зајакнеме, ние решивме да кратиме одредени, вика, сектори од министерства, да кратиме пари, вика, за да се даде тоа све во воениот буџет, за да ја спасиме Британија. Еве, вика, списокот, прва ставка, најголемото кратење, не знам колку посто било, преку 70-80% од културата. Значи, од секторот култура. На прво место. И Черчил вака го гледал, мрел, шо е ова? Па вика: господине, тоа од кои сектори, вика, ке треба, од кои ресори, ке треба да се кратат пари за ние воена, буџет, да се спаси Германија од нападов на нацистиве. И вака го гледал. Зошто, вика, култура, вика, е скратено? Па знаете култура, што сега култура во ова време, воена вамо тамо. Рекол: слушај, дечко, ако не е, вика, културата, вика, нема да бидеме ни ние. Па зашто се бориме, you motherfucker, му рекол бе, ако не за нашиот идентитет? Културата е таа која што го штити идентитетот. Онака со пцовка му објасни. Види сега, му рекол, ова културава ќе тргнете од списокот, од све друго можете да кратите. И слободен сте. И не заборавајте, следниот пат кога ќе дојдете во мојот кабинет, да тропнете на врата. И го избркал. Го испркал, пази, премиерот на Британија, првиот човек во тоа време кој што имал ингеренци, нели прв човек бил и на армијата. Човекот кој што ја спасува фактички Британија од нападот на Хитлер, со неговите потези, со неговите одлуки. И што се случило? Наместо да биде скратено тогаш од културата, он инсистирал, викнал тамо некои луѓе, тие што му биле министри за култура, не знам што како биле наречени, им рекол вака: дечки, една будала избрка пред некој ден од кај мене, кој што ме советуеше да кратам од културата, ја избрка, вика, од кабинет, сега вака правиме. Вика, сега ќе вложите во култура, вика, највеќе до сега што имате. Ама како, вика, господин, па војна, па глад, па не бомбардира. Не, вика, само на тој начин ќе можеме на Хитлер да му се насмееме во фаца, така им рекол. Од он кој ќе не бомбардира, кој ќе гледа дека не убива, кој ќе гледа дека страдаме, ќе види и тоа дека нашиот дух не е скршен, кој ќе види дека не сме престанале да правиме представи театарски, не сме престанале да сликаме, не сме престанале да правиме изложби, не сме престанале да правиме концерти, не сме престанале да правиме било што, да снимаме, да правиме видео, радио емисии. Тогаш, вика, Хитлер најмногу, вика, ќе се исплаши, кој ќе види дека му се смееме у фаса. Прикаснава ви кажувам, Керко сепи се снаа. 30 години
Од првиот ден кога станав глумец, до ден денеска, а завршив 95-та, точно 30 години, дипломирав 95. До ден денес слушам, култура, што правите вие, култура? Да не е економија, века тоа вишок вредност да се создава, нема ни да има култура. Така е, да, у суштина, јако стопанство подразбира јака култура. Не, ако има вишок вредност, има секаде. Но мислам дека тоа не ни е нас проблемот. Ние да сме дури и Швајцарија, ние сме општествено незрели како народ. Ние да сме у моментов Швајцарија, со ваков менталитет, со ваков ментален склоп, јас сум убеден дека нема нешто повеќе да се одвои за културата него што е тоа денес. Убеден сум. Затоа што ни е нас менталниот склоп, шо кој курс сте вие у ова општество, бе? Музичари, филхармонија, глумци, шо таа? Баш вчера ја сетнав Мерсиха Харфа што свири в филхармонија. Баш се поздравивме, онака ми честиташе за наградата. Значи ставот, шо Мерсиха, шо тоа, пример Мерсиха некоја, бе, шо тоа Харфа свири, шо тоа Харфа, бе? Шо оној глуми, шо овој, шо пее овој баритон, ну каде опера пее, што е, која опера, каде? Ние овде имаме патолошки страв од сопствената култура, веројатно од сопствениот идентитет, затоа што не се познаваме, затоа сме општествено незрели. Ние не можеме да сватиме дека идентитетот е култура, идентитетот е добро однесување, идентитетот е пристојност. Покрај на идентитетот е јазик, идентитетот е традиција, идентитетот е народ, без, мислам, башка тоа. Триесет години, зборувам сега за оно што е моје искуство. Ставот на овој незрел народ е: глумац, ај буди мало смешан. Не ги окривувам. Не мора да знаат за таа вештина актерската, освен или она што го гледаат у театар или на филм, но они не го знаат каков е процесот за тоа некој да донесе некоја улога на сцена или на телевизија. Не знаат каков процесот е, уреду е, не се онатре, уреду е, друго ми е муабетот. И други не знаат да имаат друг однос. Подемот на Црногорскиот театар, па зборам од нешто што сум поврзан, почна во 90-тите години. Беше министер, мислам, а не ме држете за збор, некој се викаше Мичуновиќ. И одеднаш типчето вика, окей, ние можеме да правиме све што правиме, шверцигари, мигари, не знам што друго, вамо тамо, има пари, дојдоа руски бизнесмени, има пари, многу, сакаат луѓе да перат пари, нема проблем. Ај, нека ги внесат овде. Беше мокен, беше почитуван, нека ги внесат овде, во културата, во театарот, не само во театарот, зборам, тој кој беше Мичуновиќ, мислам се вика, се презиваш, во култура. Тоа се вика свет. И тогаш некој тамо мислам дека моја, ама чекај, застани се, шо култура, дај ова. А каде вика на друго место ако некој култура? Може, им рекол тамо, може ли да ви текне некој попаметен, на некога некоја попаметна идеја каде би ги вложил, ако не во култура? Штама. Ама имал поддршка одгоре. Тој бил министр за култура, значи над него имало председатели на собрание, заменик премиер, председател на држава. Јасно е дека имал слух и кај тие над него да ги купи, да им ја продаде приказната ако биле глупи, ако немале влезено во театар до тога што не верува. Но ја сватиле неговата приказна, им ја продал причата и знаеле дека е тоа така. Дека една држава, огледалото на една држава е културата, образованието. Уништи го него, се уништил цела држава. Направи приказна дека е тоа нешто неважно во животот, дека тоа окей, бе супер, идеме на театар, малце ќе гледаме како се глупираат глумци. Направиш ли таков наратив, ќе добиеш после генерации луѓе кои што немаат чувство за тоа што е култура. А башка што самите нема да знаат кои се и што се. Башка, ептен башка, што ќе живеат, како да кажам, онака, на ниво на
долниот дел од стомакот, од диафрагмата, црева, полови органи. Толку од духовност, толку од образование, толку од општа култура, толку од од колективно сеќавање, од колективна меморија, толку. Затоа кај нас ние имаме проблем што ја таа општествена незрелост ја покажуваме и на друг начин. Ние не се грижиме за своето. Ние не архивираме, бе. Можете да видите вие изданија од весници што излегувале 90-ти години више не излегуваат. Можете тоа некаде да го најдете. Некаде да отворите интернет, пример ми треба, појма немам, од некој весник што постоел у 90-ти години. Појма немам, еве рецимо Дневник или некој неделник што постоеше, појма немам, Пулс, како се вика, Актуел, у тоа време. Да влезете негде и да најдете броеви. Ви треба број од тогаш и тогаш, или интернет да отворите да ги најдете броевите. Ми треба сега Пулс од 91 година, од јануар месец, првата недела. Кур ке најдете. Да не зборам какви све блага и музејски, и телевизиски снимани серии, настани, пригоди, музички фестивали се избришани. На времето постоеше само една телевизија, нели? Па и после тоа и други веко се појавија со национална концесија. Еве јас што снимале представи некој да не сител, мислам, на исто има они поплава на времето пред години, мои представи што снимал театар, не постои запис за тоа. Односот кон својата култура, своето културно наследство, по тоа ќе видите колку еден народ е општествено созреан, национално освестен. По тоа можете да го видите. Триесет години овдека се паламуди дека таа култура, што култура, дај ние нешто, бизнес, пари направим. Курвици, така, похотеа, фраери. Само во Македонија, вие не знаете, само во Македонија глумците не се ред карпет, црвен тепих. Само во Македонија на Балканот. Тоа ви кажува нешто? Еве, конкретно за глумци зборам, пошто сум глумец. Отиди у Словенија. Глумците се црвен тепих, ред карпет. Значи можеш да најдеш глумец кој што има саат од 15.000 евра Rolex. Можеш да видиш глумец кој што вози Мерцедес од 70-80.000 евра. Ред карпет се. Србија, Црна Гора, Хрватска. Не дека тамо платите им се нешто многу по-големи од нашиве, не тоа. Ама има пари, се издвојува во култура тон пари. И они снимаат серии, филмови, приватни представи, ваква продукција, онаква продукција, не знам каква продукција, алтернативна продукција, појма немам. И они работат. Колку и да се глумци, пример, 500 у државата, пример у Хрватска, не знам колку се тропам, 500 души работат. Освен тоа, у театар снима вамо филм, овој другиот серија снима, третиот па некој филм снима тамо, четвртиот не знам каде, петиот шопер, шестиот. И они се ред карпет. Тоа е, значи, ценета професија, црвен тепих, значи, ценета професија. Може глумец тамо да ви влезе во кафана и да ве види 40 души седнати. Тоа ми се деси нас во Загорац, еден не постои веќе тој ресторан, етно ресторан во Загреб, таму близина на Бан Јелачич, кога бевме со денови на драмски театар во Гавела, театарот во Загреб, 4 дена кога гостувавме. Влага еден познат хрватски холивудски глумец, седнати вака 50 души од и од Гавела, театарот глумци еден куп со директорот, и од наш театар глумци еден куп со техника, со не знам што, со вамо, со тамо. И од Народно казалиште беа 23 меѓу кои беше тогаш и Мустафа Надаревиќ. Гледа типот и овие тој ги гледал представите, кажа здравица, типот желио, окей, може ни направи кеф, не е битно. Желио би да едног дана глумим као македонски глумци. Наздрави, го викна тој и кажа, ја ќе све ово да покрием. Ама знате шта, равнател Гавела? Ја ќе се равнател. Ја имам желју да ово све покрием вечерас.
Узме колку плати човек. Ама не го разбирате муабетот. Они се ред карпет. Не само тој, без разлика, што он има среќа и у Холивуд, нели, думи, мама тамо, нема везе. Тоа ви е. И затоа мора овдека да се сменат лончињата у глава, да се преспојат некои жички, за да научиме некои работи. Не која се зборува за култура да се зборува, доста има и ова што сме го дале, нека чутат тамо кој има ба матер. Грешка катастрофална, затоа ви ги дадов овие примери. И со Черчил, и со Мичуновиќ, и ова последново што ви го кажувам. За да научите нешто, да не го земате здраво за готово, дека култура е нешто, ќе си правиме со културава што сакаме сега. Не, него треба да се направи комплетен рестарт. Рестарт. Да се седне математички да се пресмета што и како треба да направиме за однапред, за утре да имаме репрезентативна култура. Да биде како што е сега во Тиват. Да излезе градоначалникот на Тиват и да се извини на пресконференција зашто за таа година, извинете, успеавме за фестивалот во Тиват кој е меѓународен, да го покриеме, да го спонзорираме со само 800.000 евра. Ти вака го гледаш ко теле, гледаш никога, што збори овие? Се извинува на прес, зашто не успеале да обезбедат повеќе за фестивалот од она што обезбедиле, а сумата што обезбедиле 800.000 евра. И после нема да им дојде врвен театар од пичке си материне со 200 глумци, нема да им дојде. Знаеш како ќе им дојде? Знаеш како ќе им дојде врвен режисер да режира театарски представи тамо? Знаеш како ќе им дојде врвен глумец од било каде да им работи театар? Знаеш тоа како ќе дојде на публиката? Кога се ја тропаме еве сега, ние да имаме таков театар, ја да сум директор на театар, ја да кажам оваа представа, сакам не знам гостин да ми биде, како се вика бе оној што игра у руски филмови, српски филмови, на Б глумецон српски, оној што е звезда голема, сега не ми текне. Небитно знаете кој е, кој кур таму. На Б. Би... Не ми текне се, јебито, бил. И ти го носиш, го плаќаш тамо колку што ќе ти побара. Овде. Само за тоа ќе се збориме. Дека тој е гостин и дека у новата представа, у тој театар гостува глумецот, да... Мисли дека некој за нешто друго ќе спомне. У држава. Тоа ќе биде колење за карта. Карта можеш да наплаќаш и 100 евра да ти биде. Знаеш тоа каков ќе биде инекција за сега. За тоа правиме муавет. И затоа треба математички да се седне, да се пресмета. Не вака да се јаде лајна кој како дојде, да јаде лајна, и културата тоа многу, Многу е, затоа што не рационално се работеше 30 години наназад. Се финансира и тоа што треба и тоа што не треба. Одат пари тамо кај што треба додат и тамо кај што не треба додат. Ама кога одат пари тамо кај што не треба додат, па има помалце за тамо кај што треба додат. Затоа што е добро да биде уште подобро. Тоа треба да се направи. А потоа, тоа ќе се исплати. Не на приватници да даваш, ќе се исплати самиот тој проект кој што ќе биде државен, култура поддржана вистински од државата. Таа ќе знае да го врати тој пас многу добро. Затоа што ние го имаме на ова поднебје, ако барем нешто не ни недостасува, тоа е талент и вера. Оди ние со мера не стоиме добро, ама со талент и со вера стоиме добро. Затоа ни се случувало кога гостуваме, мене ми се случувало тоа и у Хрватска, и у Бугарија, кога сме гостувале на времето итн. Се чудиш како публика ти доаѓа и вака ти клекнува доле. Ево тоа ми се има десено Бугарија, уште не бев облечен, ми влегол гримиорна, бос бев доле. Ми клекнува доле вака и нозете ми ги бацува. Ја гледала представата господјата, ја го замолила може ли да влезе, небитна е целата приказна.
Или овој глумецот ова. Без разлика, може да ти прави кеф, но воодушевен кеф му се гледа. Сигурно желио бе да едно дана глумим као македонски глумци. Ти го каже тип, тој у Холивуд. И да не зборам за ред други какви уметници имаме од другите жанрови во уметност и видови на уметност. Од музичари до сликари, до вајари, до пичке си матери. Дали знаете како било порано, прашајте ги уште постариве мои колеги што се живи, кога драмски театар гостувал на Мес во Сараево, на Стерино позорје. Ја опет дошли ови македонци да покупе све награди. Тоа бил коментарот кој ќе се појавил. И од она дојдовме до ова. Значи, ова е работа што се провлекува кај нас 30 години, треба да престане повеќе да се случува. Ко се упрашање културата, културните работници и така натаму, треба да се има сенс. Тоа е идентитетот, односот кон нашето културно наследство, самата култура, актуелната култура, како сакате да наречете, дали естрадна, елитна у моментот, елитна, наводници, нели? Тоа е идентитетот. Не говедана со 3 оделенија основно, како ми летна плюканка од нервоза, со 3 оделенија основно, не ги бивши, да не ги нарекувам шо биле порано, пред да станат богаташи. Име се шо инвестирам у градежништво. 2 грама школа немаат. Вози Порше од 200.000 евра. Како бе? И сакаш да имаш држава, сакаш да имаш колективно сеќавање, колективна меморија, сакаш да не те игра кој како сака од околина, сакаш да не ти кажуваат кој си, што си, од кај си, како се викаш, и те како ќе ти кажуваат. И те како ќе ти кажуваат. Затоа што најголемите милионери овде се аналфабети. 5 оделенија основно немаат. Затоа ти кажуваат другите како се викаш и како ќе се викаш и како треба да се викаш. Затоа клечиш кога ти кажуваат како треба да се викаш и ти мислиш добро така ќе се викам. Затоа клечиш, не знаеш кој си. Затоа што си непродуховен, затоа што си простак. Затоа што си примитивен. Затоа што 2 книги у живот немаш прочитано. Затоа што си ја купил дипломата маму да вјебам. Затоа те играат. Затоа опаметете се на време. Опаметете се на време. Не дозволувајте ради нечија неодговорност, ради нечи рефлекс дека треба да чути, да си пукате у колено. Треба да ја негувате културата, културните работници, особено врвните уметници. До ден денеска во Русија имате ордени за уметнички достигања. Орден, државен орден за големи заслуги во уметноста. Глупили се бе тие од времето на Сталин, шо име тоа. Сталин, па Хрушчов, па Брежнев, па Андропов, па Курдополов, па не знам кој, па Елцин, Горбачов, Елцин, Путин. Тоа не се сменило. Имаат орден за врвни уметнички заслуги. Кога ќе иде парадата на 9 мај, тие со орден за врвни уметнички заслуги се до Путин, барабар. Тоа е однос кон културата, кон високата уметност, кон големите уметници. А не уште, тоа е глувас. Или ќе ги научите лекциите конечно, или сакате некете ќе имате последици за тоа.
Без разлика кој е на власт, како е на власт. Затоа ви ги кажувам овие работи, затоа што ми е важно и затоа што сакам конечно нешто да се смени на подобро у држава. Затоа што гледате нашата општествена незрелост до кај не доведува, само до трагедии. Последната знаете кај беше. И ке има уште трагедија ако не созрееме преку ноќ, ако не ги пофаќаме конците, ако не знаеме да ги поставиме стварите на вистинското место. Ова ми треба, ова е за тука, ова ми прави штета, ова ќе го тргнам. Не ми треба. Ама тргнете го незнаењето, тргнете го простотилакот од ова општество, тргнете ги примитивизмот од ова општество, тргнете ги оние милионери со 5 оделенија основно од ова општество. Не ги отфрлајте културата, културните работници, глумците, музичарите, сликарите, вајарите, итн. Од това другиот баласт ослободете се, што не ви брка работа. Ама за тоа треба и жртви, се јебига, нема да има толку Кичановиќ, али јебига, треба да се одреди, битна ми е идентитетот државата или ми е битно нешто друго. Тоа е разликата. Се надевам дека не ме свативте погрешно. Многу добронамерно ми беше ова излагање. До гледање.